Повлекувањето на Обединетото кралство со или без договор со Европската Унија им танцува по нервите на европските економии и создава неизвестност за трговските односи меѓу нив, па дури и со Македонија. Така наречениот тврд Брекзит, што предвидува излез од Унијата без договор, може да предизвика трговски хаос, бидејќи со обем на размена на производи од 660 милиони евра лани, Обединетото кралство е трет најголем трговски партнер на Македонија. Директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски вели дека напуштањето на ЕУ без договор ќе го направи Обединетото кралство да биде трета земја кон Македонија, а тоа практично значи дека извозот и увозот на стоки меѓу двете земји ќе подлежи на плаќање на царина. Овие последици од Брекзитот индиректно ја зафаќаат Македонија и имаат влијание не само врз Царинската управа како институција која ги спроведува трговските правила, како и другите министерства, меѓутоа исто така има влијание и врз економските оператори и компаниите кои увезуваат и извезуваат према Велика Британија. Ние се надеваме дека ќе биде Брекзитот мек, бидејќи во обратен случај потребно е во тие 2 месеци до 29 март Велика Британија да склучи договори за слободна трговија со сите засегнати земји. Танасовски вели дека Македонија и Велика Британија веќе преземаат чекори да ги регулираат трговските односи меѓу двете земји во случај на Брекзит без договор со ЕУ. Македонија има преземено веќе чекори уште од минатата година, формирана е работна група која е посветена на Брекзитот, координирана од Министерството за надворешни работи. Преземени се сите чекори за да ги предпоставиме последиците и она што се бара од нас за да каков и да бил излезот на Велика Британија од Европската Унија, да нашите компании не трпат последици. Ние имаме остварено како држава контакти со Велика Британија во однос на некои подготовки околу тој договор за слободна трговија, меѓутоа тоа е сепак надлежност на Министерството за надворешни работи и ние додека не дојде конечната одлука каков ќе биде Брекситот, не можеме да коментираме кои ќе бидат конкретните чекори, меѓутоа ние се спремаме и за двете сценарии. Менаџерите на компаниите што имаат трговска размена со Обединетото кралство исто така коментираат дека воведувањето на царини и варирањето на вредноста на фунтата се најголемите ризици за трговската размена. Еден од собствениците и управител на компанијата Конфи Ангел, која што има британски капитал и извезува во Обединетото кралство, Ирена Јакимовска, вели дека дури да се воведат царини за извоз или увоз од Обединетото кралство, истите тарифи би важели за сите други европски земји, така што таа не очекува тоа да ја намали конкурентноста на нивните производи. Македонија нема да биде исклучена или да биде поинаку третирана од другите европски земји, пошто и Македонија е дел на таа светска трговска организација, така да конкурентската позиција би била на исто ниво. И верувам дека евентуално би се оптеретил само крајниот потрошувач и би се оптеретил животниот стандард на популацијата во Обединетото кралство, но ја искрено се надевам дека ќе најдат некое соодветно решение за да може да се надмине и оваа ситуација. Она што евентуално би предизвикало некој можен ризик, кој што веќе еднаш го доживеавме, тоа беше падот на фунтата, на вредноста на фунтата како платежно средство. Меѓутоа, ние се заштитивме во однос на нашите главни купци кои што се на тие пазари, се заштитивме доколку истата таа продолжи да паѓа, како да ги зголемиме и да го надополниме таа загуба за во иднина, меѓутоа тоа се евентуалните ризици, тоа би биле во однос на вредноста на фунтата. Јакимовска вели дека сепак засега, додека се уште во игра се неколку сценарија за Брекзит, меѓу кои договорање транзицијски период од 2 години, не се чувствува неизвестност и нема намалување на нарачките од Обединетото кралство. Дури спротивно на тоа, за разлика од претходната година, оваа година имаме некаде зголемена потреба, барање за нашите производи за пласман на тие пазари и не планираме и не предвидуваме некои евентуално негативни последици во иднина, од причини што главните негативни последици кои што сите ги алудиравме во моментот кога објавија преку референдумот желбата за излегување од големото семејство беше дека ќе се намали економската стабилност и потрошувачката моќ на
а популацијата во Обединетото кралство. Меѓутоа, еве, помина скоро година, колку време помина, таква ситуација се нема случајно. Потребата и нарачките конкретно за нашите производи се зголемени во последниот временски период и понатаму остануваат високо потрошувачко општество, така да во тој аспект немаат негативни последици. Македонија е нето увозник од Обединетото кралство, од каде што најмногу се набавува платина и паладиум за производството на најголемата компанија во земјава Джонсон Мети. Но Брекзит без договор со ЕУ е потенцијална закана и за извозот. Според податоците од Државниот завод за статистика, Македонија од Обединетото кралство најмногу увезува платина, благородни метали во колоидна состојба, текстилни тканини, патнички автомобили и други превозни средства, котли, машини и механички уреди. Што се однесува до извозот, од македонските производи што се продаваат на британскиот пазар, најмногу се застапени седишта, облека, забрзувачи на реакција и катализатори, остатоци што содржат метали, костуми, јакни и сакоа.